Конзервацијата и реконструкцијата на Саат кулата би чинела околу 50.000 евра, покажува предмерот согласно основниот план изработен во 2008 година. Потребни се финансиски средства за овој споменик повторно да го врати својот автентичен лик. Во наредниот период ќе се работи на подигање на свеста за донации кај бизнис секторот. Тоа ние го имаме направено основниот проект и можеби можем да искористиме оваа можност да ги повикаме можеби луѓето, односно сите граѓани, особено бизнисмените, да почнат да размислуваат на тој начин, па можеби да почнеме да функционираме на тој начин, да се донираат средства за да може една таква добра работа да се направи во градот. Согласно проектот, предвидена е целосна реконструкција на кровната конструкција, партерното уредување, а дел на трешноста да добие изложбен карактер. Се некад од 34 година па наваму, особено и во новиот период, во неа може да се направат етнолошки изложби, може да се направи етнолошка поставка, така да тој дел може да се искористи да функционира. Значи, според проектот е предвидено, значи, да има влез од главната улица, дворното уредување да се уреди со скали и внатре да може да се користи тој дел, значи да заживее, не само да биде како обична Саат кула кој што ќе ја врши таа функција, меѓу ќе има и други намени тој дел. Пред 8 дена штипјани повторно го слушнаат звоното на Саат кулата. Пробните обиди за нејзино ставање во функција се покажаа успешни. Според одредени пишани документи, овој објект датира од 1650 година. Саат кулата меѓу штипјани е позната и како бегова кула, која била изградена од турски бег кој живеел во Штип, но неговото име не е запишано. Тој е изградил кулата за заштита на семејството во кризни времиња, а дел од кулата е урнат во 1934 година.